Да, темата која што имаме во следниве 15 минути е исклучително важна. Колешката Сонја Рилковска ни даде еден добар вовед за и најава на нашата гостинка со која што ќе ја продолжиме темата од аспект на здравието. Добро утро за нашата Надица Илиевска, нашата пријателка и нутриционистка, која ќе речеме нашата, тоа значи редовна гостинка во Македонија наутре. Секогаш ни е пријатно да разговараме со вас, бидејќи навистина отвараме теми кои што се доста важни за здравието на луѓето. Оно што го зборуваме за лажниот мед денеска, ајде во неколку реченици всушност да објасниме како тој настанува и што содржи лажниот мед, за да навлеземе од аспект на тоа колку му наштетува на здравието. Прво, добро утро на вас и на сите гледачи. Јас секогаш се чувствувам пријатно со вас. Што представува лажен мед? Сето она што суштински како состојка не е произведено од пчелата, туку е додадено или е манипулирано, веќе го внесува медот во категорија на така наречен лажен мед. Суштината е во тоа што се додаваат хемиски состојки кои што директно ја го менуваат здравствениот и нутритивниот ефект на медот и најчесто она што се додава во лажниот мед е штетно по човековото здравје. Сакам и еден друг мит да разбијам, а тоа е дека постои и синтетички мед. И затоа треба, како што беше во претходниот прилог, да внимаваме што и од каде купуваме и да читаме, бидејќи честопати синтетичкиот мед, односно хемиски добиен мед, се наоѓа во продавниците, но тој треба да биде етикетиран, направен на високо процесиран начин. Постојат дури и земји кои што го произведуваат под различни имиња и имаат многу повеќе состојки од она што генерално треба да го има. Кога сме ке состојките, кои се тие што се додаваат во лажниот мед? Најмногу шеќер сигурно. Природниот мед е високо квалитетна намирница. Но природниот мед зависи и од здравието на пчелите. Значи, од тука ќе почнам со квалитетот. Пчелите може да се прихрануваат со шеќер за да даваат поголемо количество на мед и веќе тука крајниот продукт на медот не е со тој квалитет. Потоа може да се собира прерано пред пчелите доволно да го преработат или ако е влажно времето да го исушат во наводници, значи да го направат погуст, па тој да биде поредок, па да добиеме на количина. Она што е најефтино, тоа и се додава. Се додава најмногу сирупи се додаваат, фруктозни, гликозни. Меѓутоа, она што е најзагрижувачко е во последно време се додава пченкарниот сируп, кој што на вистина има својство да ги менува квалитетите и на тој малку природен мед кој што е база на така наречениот лажен мед. А веќе со глобализацијата кај нас пристигнуваат и разни прашоци, најчесто добиени со пастеризација и хидрогенизација на шеќерна репка, на меласа, на оризова арпа, од сладок компир, најчесто од истокот, и на тој начин реално се менува комплетно хемискиот состав. Да не зборуваме дека на тој начин можеме да внесеме тешки метали, пестициди, хербициди во нешто што во природата само по себе е чисто од сите овие состојки. И она што е, ајде да кажеме, најалармантно, во последните години во лажниот мед се додаваат заради конзистенција, текстура, боја, вештачки ароми, вештачки бои и конзерванси, иако навистина во природниот мед, тој практично е нерасиплива категорија. Веќе ги напоменавте сите штетни состојки кои што може да се најдат во лажниот мед, ако не ги препознаваме и ако долгорочно се користат, како влијаат врз здравието и колку всушност ни штетат, ако е на долгорок? Најголемиот проблем е што не можеме да ги препознаеме, освен ако сме неверојатно стручни да го препознаваме вкусот на медот, посебно она што доаѓа како арома и како вкус по конзумирањето на мед. Па сега ако зборувавме за вештачки ароми и бои,
тие навистина штетат на нашето здравје. Ако медот го даваме на малата популација, која што е најосетлива на овие адитиви, можеме да ги зголемиме алергиите. Мислејќи дека нешто лечиме, ние всушност внесуваме нешто што не е здраво. Кај возрастната популација се работи за тоа дека го менува метаболизмот на панкреасот со сите овие додадени состојки, па имаме кај здрави луѓе одеднаш високи вредности на инсулин или пак пореметување на нивоата на гликоза, бидејќи медот сам по себе е инвертен шеќер, кој што е половина фруктоза, половина гликоза. Па ако е додаден фруктозен сируп, ние ќе го оптеретиме црниот дроб. Ако е додаден гликозен сируп, ние го оптеретуваме панкреасот. И тие се всушност на долги патеки најопасните работи кои што може да се случат. Секако, луѓето со хронични заболувања, посебно диабетичарите, каде што одржувањето на едно ниво на гликемија е важно многу, може користење на долги патеки на ваков мед да направи пореметување. Лажниот мед исто така може да биде опасен и за оние кои имаат алергии, како точно може да влијае на луѓето со алергии на полен или слични состојки? Видете, медот сепак е еден од најголемите алергени кои што постојат, токму поради цветниот прав кој останува како дел од сувата материја во крајниот производ мед. И тој генерално е алерген. Но се случува и луѓе кои што не се алергични на мед да поттикнат токму ради адитиви, конзерванси, вештечки реакција, па да имаме лажна алергија на мед, односно да немаме реакција на прав вистински мед, но да имаме реакција на мед кој што веќе е манипулиран. Она што сакам да го истакнам, како и секогаш, е дека и ние може да го расипеме медот дома. Медот бара пријатна средна температура. Доколку ни стои на прозорот и е над 40 степени температура, тој на некој начин се пастеризира и го губи квалитетот. Односно, се она добро што го содржи, се намалува. За жал, во домашни услови, митови се оние тестови, дека ние со сигурност можеме да го препознаеме. Само хемиска анализа може со сигурност да го докаже лажниот мед. Сега како правилно да го вклучиме во исхраната, без разлика дали сме успеале да најдеме вистински или пак е лажен медот, како треба да се вклучи во исхраната во секојдневието доколку сакаме нели да го користиме? Ајде малку за позитивните работи. Ајде прво да кажам нешто за тоа како да се заштитиме од лажниот мед. Прво треба да го истражуваме произведувачот, како и за се што конзумираме, а е веќе запакувано, значи треба добро да ги читаме декларациите. Најчесто и купуваме мед од познат произведувач. Ние имаме сериозни производители на мед и треба да се гордееме со нив и треба да ги поддржиме. Тоа е едната работа. Медот, ако кристализира, во народот вели шекердисува, но не е тоа шекердисување, тоа е кристализирање, всушност кристализира цветниот прав. Вистинскиот мед има текстура која што се лепи на непцето, тешко се раствара и има продолжителен вкус. Медот е лек. Медот не е десерт кој што би требало да се конзумира во големи количини секојдневно. Кои се позитивните страни? Просто и да не можат да се набројат во една цела емисија. Не постои некаде каде што медот не може да помогне. Значи, за целосното здравје. Моја препорака е дека медот е тешко дигестибилна намирница, е да се раствара прво во вода. Најдобро е да се конзумира преку така наречена медова боја, да му дадеме на медот време да се раствори во водата, потоа да не го ставаме во врел чај, бидејќи најчесто го конзумираме со чај, тука губиме многу од ензимите. Медот е подаден за комбинација. И на тој начин добиваме вкрстување на позитивни ефекти. Во мед може да се наренда цвекло, ѓумбир, да се стави лимон, да се стават различни видови на семиња и на тој начин ги зајакнуваме
И така огромните придобивки од медот. Медот најчесто го препорачувам кај децата во раст и развој, иако тие треба да конзумираат полесни медови, ливадски, например костеновиот мед е лек за дишните патишта, но тој е за конзумирање во подоцнежните години, затоа што е многу јак за дигестивниот систем. Ја дава енергија, значи тоа е густ, нутритивен, но и калориски, што значи дека кај спортистите, секогаш кај оние што имаат, кај студентите доаѓа септемвриска сесија, кај студентите подобрува меморија, концентрација, поради сите оние минерали, витамини, ензими, органски киселини кои што ги има и кои што ги носи. Потоа за јакнење на имунитетот, медот дава одлични резултати таму каде што имаме долготрајно појавување, например за хроничните синуси, потоа за хронични заболувања на белите дробови. Медот е исто така и одличен пребиотик. Многу зборуваме за пробиотици и пребиотици, вистинскиот мед е пребиотик и, би завршила на крај, медот е одличен конзерванс, бидејќи е инвертен шеќер, што значи дека доколку можеме да си дозволиме, можеме во него и да конзервираме работи и да го продолжиме нивниот век на траење. Само едно подпрашање, обично луѓето го ставаат и во кафе наместо шеќер, го ставаат во чај. Кога се комбинира со топла вода, остануваат ли нутритивните вредности на медот? Тоа секогаш сум сакал да го прашам и еве сега се сетив. Значи, медот го губи квалитетот. Добро. Веќе над 38 степени Целзиусови. Што значи дека може да се става и во кафе, и во чај, но тоа да биде пододладено. Сега, за оние кои што имаат кардиоваскуларни заболувања, енергетска бомба е, доколку го комбинираме со кафето, па можеме да добиеме тахикардија, доколку го конзумираме со кафе, бидејќи е енергетик голем и медот, и кафето, но кај спортисти, например, да го започнат тренингот со филтер кафе во кој што има една лажичка мед е одлична комбинација. Значи сепак не е непрепорачливо, меѓутоа да не биде веднаш да како ќе го подготвиме кафето да се стави медот. Значи наместо да се олади малку да користиме вештачки шеќери, ете може мед. Може метно, но гледам една мода да се става во колачи, наместо шеќер да се пече, штета е таква убава и здрава намирница да ја излагаме на високи температури. Така. Денот е пред нас, верувам допрва со реализација на вашите планови и активности денеска. Го почнуваме ли со една лажичка мед? Го завршуваме ли? Кој е вашиот личен ритуал во однос на медот? Лично јас искрено морам да признам, не сум некој многу голем љубител на медот. Во зимно време го користам најчесто костеновиот мед, знам да го комбинирам, но најчесто го комбинирам во вода во која што има изрендано малку ѓумбир и го растварам во вода, односно ја конзумирам медовата вода. Како освежителен напиток, тоа ми е најчест начин да го конзумирам медот. Ви благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Ни беше драго да поразговараме со вас на ова важна тема. Секако знаеме дека постои лажен мед на пазарот, меѓутоа ретко и кој зборува како тоа влијае на здравието. И уште едно подпрашање морам, сега се сетив. Многу се продава мед кај нас, е тренд на автопати и на патишта, изложен цел ден на сонце. Значи, малку спомнав дека дури во домашни услови не треба да го излегуваме. А камо ли цел ден на сонце? Да, затоа што па го губи квалитетот. Асфалт. Да. Значи, така. Високите температури, затоа тој се наоѓа дури и во пирамидите, меѓутоа во долните слоеви, значи темен и ладен простор, секако не на високи температури, веќе е пастеризиран, таков мед не ни треба. Немам веќе подпрашања, ви благодарам многу за гостувањето денес. Благодарам ја за гостувањето, а сега го бана како и секогаш. Продолжуваме понатаму на истата тема, меѓутоа од Скопје во живо колегата Мартин Николовски се вклучува од паркот на пчелата кој што оваа година за прв пат